Роаминг како дома во која било европска држава. Првиот човек на дигитална трансформација ја поздрави одлуката на Европската комисија за отпочнување на преговорите за укинување роаминг трошоците меѓу Европската унија и Западен Балкан, вклучувајќи ја и Македонија. Отпочна јасен процес со јасна динамика и став на Европската унија за сите земји од Западен Балкан дека процесот на преговори е отворен, што значи дека можноста за пристапување кон роаминг како дома имаат сите држави од Западен Балкан и тоа ги практично е одговор на сите оние дилеми кои што беа поставени во изминатиот период дека некои од државите ќе им биде овозможена оваа погодност, а на некои дека нема да им биде овозможена. Кога ќе биде комплетирана целата процедура, вклучувајќи и промината на домашната легислатива, пакетите кои што ги плаќаат граѓаните кон домашните оператори за интернет, телефонија и СМС пораки ќе важат каде било во Европската унија. Андоновски не сакаше да прецизира со конкретни рокови за кога роаминг како дома ќе почне да се применува во Македонија, но очекува процесот да биде заокружен оваа година. Вема да имаат дополнителни трошоци за повици, за пораки или за користење интернет, нешто што граѓаните веќе го користат од друга една регионална иницијатива, а тоа е роамингот за Западен Балкан. Што значи исто како што патуваме сега во Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и не плаќаме за дополнителни пораки, повици или интернет, исто така нема да плаќаме и во цела Европска унија. Еврокомесарката Марта Кос кажа дека трошоците за роаминг се проблем за луѓето ширум Западен Балкан и затоа оваа иницијатива би значила олеснување на секојдневието. Тие ги погодуваат работниците кои ги преминуваат границите или семејствата кои едноставно сакаат да останат во контакт. Неочекуваните сметки или високите трошоци при патување се нешто што веќе не го познаваме во рамките на Европската унија. Предложивме ова да се прошири и на Западен Балкан. Тоа би значило полесни повици и мобилен интернет по домашни цени, истакнала еврокомесарката на вчерашниот состанок. Откако комисијата го усвои предлогот за преговарачките мандати, сега на потек е Советот на Европската унија. Неговите представници треба да дадат зелено светло за комисијата да отпочне билатерални преговори со секоја држава од Западен Балкан поединечно. Доколку бидат успешно склучени, овие договори ќе го отворат патот на Западен Балкан да стане дел од зоната на Европската унија, роаминг како дома. Габриела Лескова, Сител телевизија.